Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на час по општество за второ оделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготин. Наставна содржина. Разговор за празниците, учество во одбележувањето на значајните државни и верски празници. Што ќе научиш? Да ги запознаеш најзначајните државни и верски празници. Да одговараш на прашања за празниците, да знаеш на кој начин учествуваш во одбележување на празниците, да ги запознаеш и почитуваш прославите на празниците во семејствата од својата култура и културата на другите заедници, сличностите и разликите. Да си ја сакаш својата татковина. Сега ќе следи една активност. Јас ќе кажам еден збор, а вие ќе треба да размислите на што ве асоцира тој збор. Еве, јас го кажувам зборот празник и сега вие размислете на што се ви текнува кога ќе го слушнете овој збор. Ако имате потреба, сопрете го видеото. Ајде да видиме. Не асоцира на прослава, на подарок, држава, семејство, црква, музика, гости, џамија, приредба. Сигурна сум дека смисливте уште многу други нешта на кои што ве асоцира зборот празник. Но знаете ли зошто почнавме баш со оваа активност? Затоа што денес ќе учиме за празници. Празниците се делат на државни и на верски празници. Ние на овој час ќе се запознаеме со најзначајните државни и верски празници. Па да започнеме. Го гледаме македонското знаме и гледаме уште две слики. Што ни представуваат овие две слики? Го прикажуваат еден од најважните државни празници на нашата држава, тоа е 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На 8 септември во 1991 година Македонија е станата суверена, самостојна и независна држава. Затоа секоја година на овој датум ние го прославуваме овој многу важен ден за сите граѓани кои што живеат во нашата држава. Овде гледаме фотографии од Крушево, Цршовото топче и Линденското востание. Станува збор за еден многу важен државен празник, 2 август, Ден на Републиката. Овој ден е важен исто така затоа што 2 август е и верски празник посветен на пророкот Свети Илија Илинден. Така е. Настаните кои што се случиле на овој важен датум, на 2 август 1903 година, е кренато Илинденското востание и е назначено како Ден на Републиката, а исто така и на 2 август е првото заседание на АСНО. Овие 4 слики ни го представуваат 11 октомври, денот на Народното востание. На 11 октомври пукнала првата пушка во Прилеп и во Куманово и борбата против фашистичкиот окупатор. Први мај е исто така државен празник и е ден на трудот, ден на сите работници. 23 октомври е ден на македонската револуционерна борба. Секоја година на овој датум се прославува овој важен државен празник. На овие две слики гледаме нашите просветители Свети Кирил и Методи. Така е, 24 мај е државен празник, а Свети Кирил и Методи
и е назначен како ден на сесловенските просветители. Знаеме дека тие ја создале глаголицата, а нивните ученици кирилицата и е именувана во чест на Кирил, кирилица. Ова се две слики од исто така значаен државен празник, 8 декември, посветен на Свети Климент Охридски, еден од најзначајните ученици на Свети Кирил и Методи. Гледаме сега и две слики од 1 јануари, Нова година, исто така државен празник, кој што децата многу го сакаат. Ајде да разгледаме кои верски празници се едни од најзначајните во нашата држава. Овде гледаме Бадниково лепче, Бадникова вечера и веднаш знаеме дека станува збор за верскиот празник Бадник, кој што е секоја година на 6 јануари и е вечерта пред Христовото раѓање. Тој е христијански верски празник. Мир Божи, Христос се роди, така е, тоа е поздравот на христијаните на еден од многу важните верски празници, Божич или Христовото раѓање. Христијаните се поздравуваат со поздравот Христос се роди, навистина се роди, и секоја година на 7 јануари трапезите се богати на сите христијани, се оди на гости, се прославува овој верски празник. Гледаме баклава, овни, чај и гледаме џамија. Така е, станува збор за два многу важни исламски празника. Курбан Бајрам и Рамазан Бајрам. Курбан Бајрам е уште наречен и празник на пожртвуваноста и милостивоста. На овој празник се даваат жртви од овни и се приготвува месо. Потоа тоа месо се дели на сиромашните, на пријателите, на соседите, на гостите. А на Рамазан Бајрам задолжително се приготвува баклава. Гледаме исто така три слики од најважниот христијански празник Великден. Великден е христијански празник кој што се прославува Велики четврток, во Велики петок, Велика сабота. На Велики четврток се вапцуваат рано наутро јајцата. Велики петок се смета за еден од најтешките денови, затоа што тука е измачувањето на Исус Христос и е строг пост. А Велика сабота, вечерта точно на полноќ, се кружи црквата и христијаните се поздравуваат со поздравот Христос воскресна, навистина воскресна. Воскресна и во тој момент сите се кршат со великденски јајца. Децата го обожаваат овој христијански празник затоа што сака да се капат со великденски јајца. Имаме и други празници, државни празници, кои што се важни за другите етнички заедници кои што живеат во нашата држава. За граѓаните припадници на албанската заедница се прославува 22 ноември, кој е ден на албанската азбука. За граѓаните припадници на српската заедница се прославува 27 јануари, Свети Сава. За граѓаните припадници на ромската заедница се прославува 8 април, меѓународниот ден на ромите. За граѓаните припадници на влашката заедница се прославува 23 мај, националниот ден на власите. За граѓаните припадници на еврејската заедница се прославува 16 септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур. За граѓаните припадници на бошњачката заедница се прославува 28 септември, меѓународниот ден на бошњаците.
И за граѓаните припадници на турската заедница се прославува 21 декември, денот на настава на турски јазик. Како учествуваш во одбележување на најзначајните верски и државни празници во училиште? Ајде сега можете и да го сопрете видеото и да размислите. На кој начин вие учествувате во одбележување на најзначајните верски и државни празници во училиште? Учествувате преку изработка на честитки, пеење на химната на нашата држава, украсување на училницата, подготовка на приредба, учество во манифестации, изработка на различни декорации, изработка на великденски јајца, литературни и ликовни конкурси, училишни надпревари, спортски активности и надпревари. Учествувате со најважното – почитување и љубов кон празниците и љубов кон татковината. Како што и гледате, овдека има фотографии од учество во одбележување на верски и државни празници, значи имам изработка на новогодишни честитки, великденски, така е, други креативни активности во чест на одбележувањето на празниците во училиште. Секое училиште одбележува патронен празник на училиштето, посветено на патронот, името кое што го носи училиштето. Дали знаете кој е ликот на сликата? Кој бил тој? Ова е Страшо Пинџур. А Страшо Пинџур бил македонски револуционер, македонски народен херој. Патрониот празник на нашето училиште се прославува на денот кога се родил нашиот патрон, секоја година на 5 март. А како го прославуваме? Го прославуваме преку учество во литературни и ликовни конкурси, музички точки, драматизација, рецитали. Еве, ова се фотографии од прославувањето на патрониот празник на нашето училиште од оваа година. Овој патронен празник се одбележа под мотото "Светот е поубав во сите бои". Учениците учествуваа во литературниот и ликовниот конкурс и добија и награди. Имавме награда, пофалница и за литературниот и за ликовниот конкурс. Овде долу ги гледаме фотографиите од настапите, музичките точки, од приредбата по повод патрониот празник. И верувам дека и сите вие учествувате и го одбележувате вашиот патронен празник на вашето училиште. А како учествувате во одбележување на најзначајните верски државни празници во вашето семејство? На кој начин? Размислете. Преку украсување на домот, помош на родителите во подготовките за празникот, китење на новогодишната елка, помош при бојадисување на великденските јајца, помош при подготовки за гостите по повод Курбан Бајрам, посета на црква, посета на џамија, одење на гости, примање на подароци, почитување и љубов кон празниците. Така, тоа е многу важно за одбележувањето на најзначајните верски државни празници. Почитување и љубов кон празниците, љубов кон семејството и татковината. Сега ќе имаме една активност. Разгледајте ги сликите кои што ги се овде сместени на десната страна. Значи, овде првата слика го представува Бадник, потоа 24 мај, сликата од Нова година, од Рамазан Бајрам, од Денот на независноста, од Великден и од 1 мај, Денот на трудот. Ваша задача е сега да размислите каде припаѓаат овие слики. Дали овде во колоната на државни празници или пак во оваа колона на верски празници.
Размислете и сместете ги сликичките. Че размислете каде треба да ги сместиме овие верски или државни празници. Па, ајде да започнеме. Бадник е верски празник. Нова година, државен празник. 24. мај, денот на словенските просветители, е државен празник. Рамазан Бајрам, верски празник. Денот на независноста на нашата држава е државен празник. Великден, верски празник, и 1. мај, денот на трудот, е исто така државен празник. Доколку размисливте на овој начин, вие размисливте точно и заслужувате едно големо браво. Како изгледа празнувањето на Великден и на Бајрам? Што прават децата и што добиваат за Бајрам, а што за Великден? Да направиме споредба и да ги увидиме сличностите. За Бајрам децата добиваат пари или бомбони, на ручекот има баклава. Додека за Великден децата добиваат вапцани јајца, на ручекот има јагнешко. Што можеме да заклучиме? Погледнете, ученици, колку сличности има. Само овде имаме кај празникот Бајрам добиваат бомбони, а кај празникот Великден вапцани јајца. Кај Бајрам имаме баклава на трпезата, а додека за Великден имаме јагнешко на трпезата. Сличности има многу, а она што е заедничко и за двата празника. Сите се свечено облечени, ручаат заедно со целото семејство. Сите одат на гости и децата добиваат нешто од домаќините. Ова е заедничко и за двата празника. Ние треба, сите ние и вие, да ги почитуваме сите празници подеднакво. Така е. Што можеме да заклучиме од денешниот час? Празниците се радосни и срекни мигови што ги одбележуваме во училиште и во нашите семејства. Секој празник има свој обележја и се слави на посебен начин. Некои ваши другарчиња слават Великден, а некои Бајрам. Но многу е важно да си ги почитувате празниците едни со други. Празниците се дел од традицијата и културата на еден народ во една држава. Секој од вас треба да ги знае и почитува најзначајните државни и верски празници и да учествува во подготовките за прославување на истите. Се надевам дека научивте за значајните државни и верски празници и научивте како вие учествувате во нивно одбележување. Доколку е така, ви благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.